Најава за денешните настани. Охрид подготвен за празникот Богојавление Водици. За стимулирање на пазарот на недвижности потребни се законски измени. Годишник Острушко Ливада осомничен за убиството на кучиња скитници во Струга. Да се стимулираат младите земјоделци за да не се соочи земјата со криза за храна. Изработена дигитална мапа на појасите со трска во Охридското езеро. Со најавените и со останатите содржини во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид времето умерено облачно со повремени сончеви периоди, ветровито и свежо со измерени максимални само 6 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон четврток ведро со локална облачност и студено со дополнителен пад на температурите. Утре над северозападна, западна, северна и североисточна Европа умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд со засилен ветар. Дожд се очекува и во јужго-источните делови на Балканскиот полуостров. Во останатите делови од стариот континент стабилно со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров во четврток умерено облачно време со сончеви периоди. Локално во северните и источните делови слаби врнежи од дожд, максималните дневни температури од 4 до 12 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток студено утро со пад на утринските температури кои ќе бидат од -6 до +2 степени. Во текот на денот умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и свежо, попладне намалување на облачноста и повеќе сончеви периоди. Максималните дневни температури од 3 до 11 степени. Во Охрид во четврток свежо утро, температура од -2 степени, а во текот на денот сончево со локална облачност и дневна температура до 6 степени. Во петок претежно сончево време со локална облачност, минималната -2, дневната 6. Во сабота умерено облачно време со сончеви периоди и температура до 8 степени, а во недела сончево со локална облачност, минималната -3, дневната 6 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Ресторан Далга. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Охрид е подготвен за прославата на празникот Водици. На 19 јануари се очекуваат гости од земјава,
а во помал број странски туристи. Пријавувањето на скокачите по крстот може да се прави во секоја парохиска црква, а за забавата на градскиот плоштад ќе се погрижи музичката група Chalgia Sound System. Се е подготвено да се одбележи празникот Богојавление Водици на 19 јануари во Охрид, информираат од организациониот одбор. Денес се одржа средба меѓу представници од здравствените установи, СВР Охрид, Општинската организација на Црвен крст, Пожарна, јавните предпријатија, нуркачките и дриличарските клубови за превземање на завршните подготовки за да протече се во најдобар ред на денот кога се празнува големиот христијански празник Водици. Градоначалникот Кирил Пецаков напомина дека после чинодно осветување на водите на езерото, за забава на присутните ќе се погрижат музичарите од Chalgia Sound System на градскиот плоштад. Оваа година не се очекува поголемо присуство на странски гости, вели градоначалникот. Ние се тоа веќе го испрезентиравме пред нова година, се надевам дека како и секоја ние привлекуваме доста туристи, ама тие се претежно од околните градови и од Македонија. Може би треба да се размисли за некакви си понуди заедно со угостителите и Хотам, Сдруженијето на хотелиери во Охрид, меѓутоа тоа веќе ќе треба да биде за наредната година и да бидат понуди кои што би биле дадени уште во крајот на летото и почеток на есента, каде што би промовирале одредени пакети, програми кои што би привлекле дополнителни гости од странство. Туристичкиот работник Јаки Маленко од туристичката агенција Виспој исто така потврдува дека кај странските гости нема некоја голема заинтересираност за доаѓање на оваа верска манифестација во Охрид. Ова година малци во средина на неделата, нема многу спојани неработни денови. Најголем број ќе бидат домашните туристи. Нажалост, хотелите оваа година не можат да излезат во пресвет како што сме имале во минатото со некои многу прифатливи цени. Но сепак има приступачни цени, достапни цени за сите, така што кој што сака е добре дојден да присуствува на светиот чин и на целата таа манифестација која што ќе биде организирана. Милче Ристевски од Кичевско-Дебарската епархија информира дека сите кои сакаат да скокаат по крстот може да се пријавуваат во парохиските цркви. Таму ќе ги добијат насоките за учество во чинот на осветување на езерските води. Богослужбите почнуваат во раните утрински часови од 7 часот, а положувањето на Светиот крст во водите на Охридското езеро на градското пристаниште ќе започне во 10 часот, како и секоја година. Централна богослужба ќе биде во храмот Успение Пресвета Богородица Каменско, со која ќе чиноначалствува неговото високо пресвештенство митрополитот на Дебарско-Кичевската епархија господин Тимотеј. Исто така ќе има богослужби во сите парохиски цркви, во стариот дел од каде што потекнува традицијата, во храмот Свети Никола Геракомија, во црквата Свети Ѓорги Горна Влашка Мала и во сите останати градски цркви. На 20 јануари традиционално на Сараиште ќе се одбележи денот на рибарите. За оваа манифестација ќе има музика, храна и вино, а за забавата ќе се погрижи охридскиот музички еснав. За стимулирање на пазарот на недвижности потребни се измени во постојаната законска регулатива. Агентите предлагаат да се укине забраната граѓаните од регионот и на европските земји да може слободно да купуваат недвижнини во земјава. Постојните закони им овозможуваат само на жители на Европската Унија и на САД да купуваат недвижности, а граѓаните од регионот мора да бидат правни лица. Агенциите за недвижности предлагаат измени во законот за раздвижување на пазарот со недвижнини, физички лица од регионот и неевропските земји да може слободно да купуваат недвижнини во земјава. Постоечките законски регулативи овозможуваат само граѓани на Европската Унија и САД да може да купуваат недвижнини, а граѓаните од земјите во регионот се дискриминирани. Тие мора да поседуваат правен субјект. Агентите за недвижнини од Струга велат голем е интересот за станови и апартмани од потенцијални купувачи од Албанија, Косово, Србија и Црна Гора, но законот не им дозволува. Според законите овде, од граѓаните, како физички лица од Албанија, од Црна Гора, од Косово, од Србија, немаат право да купуваат. Тие имаат право да купуваат само како правни лица. Граѓаните на ЕУ имаат право. Сега, кога би се трнала оваа забрана,
Зашто во тие земји не е така. Наш граѓанин Албанија може да купува без проблем. Албански граѓанин во Македонија не може да купува. За дополнително да се стимулира пазарот со недвижности во земјава, потребни се измени и во кредитирањето на дијаспората. Иако се кредитно способни, банките во земјава им бараат жиранти. Нашите жители кои се дијаспора или странство, како сакате да ги речеме, да може да се кредитираат за купување недвижности овде. Пошто е државлен на РМ, работи во Цирих. Тој не може овде да добие кредит за купување на стан во Струга, иако тој може да го гарантира тој кредит со странска плата. Една мала разлика направи пред неколку години, банките овозможија со жирант од овде, но во тие случаи се губи интима. Последните години цените на недвижности во земјава бележат постојан пораст. Според последните податоци на Народна банка, во последниот квартал од минатата година забележан годишен раст на цените на становите од 20,6%. 62 годишник со иницијали МЗ од Струшкото село Ливада вчера бил повикан на службен разговор во надворешната канцеларија за криминалистички работи во Струга. Тој се сомничи дека вчера во периодот од 6 часот и 45 минути до 7 часот и 15 минути на улицата Владо Малевски во Струга со огнено оружје усмртил 7 кучиња скитници. Од него одземена е ловечка пушка сачмарка калибар 16 мм, завештачени за целосно документирање на случајот, па ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од СВР Охрид. Младите не сакаат да работат земјоделие и сточарство во Македонија. Мигрираат и остануваат необработени хектари плодно земјиште, а над 70% од храната се увезува од странство. Стручната ФЕЛАФ предупредува, покрај енергетската и економската криза сега ни се заканува и криза за храна. Младите во Македонија не работат земјоделие. Работоспособните луѓе напуштаат земјата во потрага по подобар живот. Не заминуваат само стручниот кадар, туку и младите кои поседуваат обработливи површини земјиште. Необработени остануваат хектари плодна земјоделска површина во време на економска криза, кога се големи потребите за производство на домашна храна. Во земјава се увезуваат од потребите за храна околу 70%, а локалните производители се во многу мал број. Генерално на состојбава во државава, младите заминуваат надвор, се помалку има луѓе кои останале да произведуваат некакви работи, можда и поголемо внимание на државата треба да се посвети на производителите, за да се направат некои мерки кои би дале резултат за понатака. Иначе за неколку години ние ќе немаме патлиџан од кога да купиме, пиперка од кога да купиме, тоа е сирење ќе нема. Тешки времиња се, тешко економски, меѓутоа сепак мислам дека треба да остане да се ценат овие вакви мали производители, пошто се во изумирање. Нема интерес кај младите, мислат дека брзо може да заработат. Тоа е проблем. Значи ова ништо не е лесно. Сето тоа сака работа, макотрпно, значи криза економска. На популацијата и се заканува недостиг од квалитетна храна која може да се одгледува на нашите површини. Македонија има плодна земја, но нема кој да работи, има се помалку и сточари за производство на млечни производи. Дополнителен проблем е миграцијата село-град, која во изминатите 5 децении се случува со напуштање на селата и полињата. За овие проблеми кои доаѓаат во иднина предупредува и стручната ФЕЛА. Ова е веќе последниот момент кога треба трезвено да седниме и сите заедно да разговараме на ова многу важна тема. Многу веќе ги има затворено своите бизниси. Сметам дека вистина сме пред една многу сериозна ситуација и со енергетскава криза и со кризава за храна. Младите едноставно бегаат и од Македонија, што е за мене искрено ќе ви кажам жално. Мислам дека преку овие програми кои што се за субвенционирање на млади земјоделци, дека ќе се поттикне тој предприемачки дух кај младите, еден од поголемите проблеми на вкупната наша економија, мислам дека е неорганизираноста на субјектите за настап, не само на странските пазари, туку неорганизирано се настапува и на домашните пазари. За да се задржат младите на село, потребни се нови мерки и политики за стимулација на производителите на храна, иако државата
държавата плаќа одредени субвенции на земјоделските и сточарските производители. Минатата година државата обезбеди финансиска поддршка за ублажување на загубите на млекопроизводителите за периодот од 1 октомври 2021 година до 30 септември 2022 година. Исплатени се над 153 милиони денари на 6396 домашни млекопроизводители. На јавноста е достапна дигитална мапа на појасите трска во Охридското езеро. Мапата е изработена од страна на Сдруженијето Регионален зелен центар во рамки на проектот Мапирање и управување со трската во Охридското езеро. Мапата има информативен, едукативен и промотивен карактер. Изработена дигитална мапа на појасите со трска во Охридското езеро. Мапата ја изработи Сдруженијето за заштита и одржлив развој на животната средина, Регионален зелен центар Охрид во рамки на проектот Мапирање и управување со трската во Охридското езеро. Се работи за дигитална интерактивна мапа на која се одбележани појасите на трска на крајбрежјето на Охридското езеро на потегот од село Подмолје до манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски на територија на општина Охрид. Со клик на секој од појасите се појавува легенда за истиот која содржи информации добиени од теренските истражувања спроведени во летниот период, должина и ширина на појасот, вкупна површина и споредба на површината во однос на претходни постари мерења, слики и кратки информативно-едукативни видеа. До мапата може да се пристапи преку веб страната rzc_ohrid.com. Целта на оваа активност е промоција на природното наследство и подигнување на јавната свест за значењето и потребата од правилно управување со трската во Охридското езеро. Од аспект на едукативен карактер, мапата ќе служи како помагало во образовниот процес во основните училишта со цел учениците да развијат поголема свест за животната средина и конкретно за трската, а од аспект на информативен карактер ќе служат да ја доловат на јавноста, вклучувајќи ги и туристите, реалната состојба во која што се наоѓа трската, како и потребата од превземање соодветни мерки, велат од Сдруженијето Регионален зелен центар. Во иднина преку овој проект предвидено е формирање на управувачко тело, форум, кој ќе действува за подобро управување со трската и преземање мерки за заштита на истата и предлог иницијатива за измена на законот за степенот на заштита на трската. Проектот Мапирање и управување со трската во Охридското езеро се спроведува во рамки на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2, RELOAD-2, која е финансирана од Европската Унија, ја спроведува програмата за развој на Обединетите нации UNDP. Продолжен распустот за основците и средношколците. Владата го разгледа и усвои предлогот на Министерството за образование и наука второто полугодие од учебната 2022-2023 година, наместо 18 јануари, да започне на 23 јануари или во понеделник со физичко присуство за сите ученици. Во образложението од Министерството за образование и наука е наведено дека зимскиот распуст се продолжува поради заштита на грејење и заштита на здравјето на учениците. Биди одговорен возач, не користи мобилен телефон, превентивна активност на СВР Охрид и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Од страна на полициски службеници од Одсекот за превенција при СВР Охрид, како и полициски службеници од полициската станица за безбедност на патниот сообраќај во Охрид и полициското оделение за безбедност на патниот сообраќај во Струга, а во соработка со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на подрачјето на Охрид и Струга, беше спроведено сообраќајно-едукативна акција под мотото «Биди одговорен возач, не користи мобилен телефон». На учесниците во сообраќајот им беше укажувано дека користењето мобилен телефон додека се управува со моторно возило е опасно и спротивно на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Исто така на возачите им беа делени едукативни летоци со корисни совети за учесниците во сообраќајот. Следуваат вестите од светот. Рускиот претседател Владимир Путин е отворен за разговори за кризата во Украина, објави Кремљ, кој посочи исто дека би било пожелно да се постигнат целите на Русија преку политички и дипломатски средства.
Но позицијата на Украина и Западот во моментов ја спречува можноста за разговори. Кремљ исто така соопшти дека руските вооружени сили напредуваат во војните операции околу рударскиот град Соледар во источна Украина и дека имаат позитивен моментум. Путин во декември рече дека Русија можеби ќе треба да склучи договор со Украина за да стави крај на нејзината војна. Но во меѓувреме портпаролот на Кремљ Дмитрий Песков рече дека исходот од конфликтот треба да биде праведен и траен мир. Најмалку 6 лица се повредени утринава во напад со нож на париската железничка станица Гарду Нор, јавуваат француските медиуми. Францускиот министер за внатрешни работи објави дека едно лице повредило неколку лица на железничката станица и додаде дека лицето било неутрализирано од полицијата. И францускиот железнички оператор објави на Твитер дека полицијата отворила оган врз опасно лице кое повредило патници на една од главните железнички станици во Париз и дека сообраќајот во областа е во застој. Американскиот претседател Џо Бајден објави дека е изненаден кога дознал дека во неговата поранешна канцеларија во невладината организација Пен Бајден Центар во Вашингтон се пронајдени доверливи документи и нагласи дека тој и неговиот тим целосно соработуваат за расветлувањето на сите околности на случајот. Во обраќањето пред новинарите на заедничката конференција со лидерите на Мексико и Канада, Бајден најави дека сериозно ги сваќа доверливите документи и рече дека не знае што содржат. Адвокатскиот тим на Бајден откри околу 10 досиеја во заклучен кабинет во центарот Пен Бајден во Вашингтон во ноември, предадени на Националниот архив. FBI е вклучен во истрагата за доверливите документи пронајдени во невладината организација од американскиот државен обвинител Марк Гарланд е побарано да ги разгледа. Facebook и Instagram ќе ги заострат ограничувањата за податоците на тинејџерите така што компаниите не може да ги користат за да ги насочат рекламите кон таа демографија, соопшти компанијата мајка на платформата Мета. Почнувајќи од февруари, огласувачите повеќе нема да може да го видат полот на младите корисници или видот на нивните објави како начин за насочување на рекламите кон категоријата, велат од Мета. Исто така потврдуваат дека во март ќе бидат воведени нови контроли кои ќе им овозможат на тинејџерите да влезат во поставките на двете апликации и да изберат помалку да гледаат одредени видови реклами. Благодарение на зголемените ограничувања за сервисирање реклами ќе се користат само возраста и локацијата на корисникот. Многу борци за безбедност на интернетот велат дека платформите на социјалните медиуми треба да направат повеќе за да ги контролираат видовите реклами што им се прикажуваат на помладите корисници, велики дека несоодветните реклами може да предизвикаат штета како навредливи содржини објавени од други корисници. Ова беше се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!